Ова е говор во име на сите родители. Нашите ангели, нашите најсакани деца беа одземани во таа кобна ноќ во задушниот чат на дискотеката Пулс. Секој ден ни започнува и завршува со болка. Секој миг не прогонува прашање дали нашите деца можеа да бидат спасени. По се што дознавме, по сите докази што ги добивме, одговорот е еден и единствен. Нашите деца, нашите ангели можеше да продолжат да живеат ако сите инволвирани институции работеа свесно без затајанија, мито и корупција. Ако полицијата и обезбедувањето реагираа на време, ако имаше ред пред излезот на вратата, ако оние кои требаше да не чуваат ја завршија својата должност со човечност и одговорност, денес овие млади животи се уште ќе беа помеѓу нас. Но тоа не е се. Сите ние родители сме сведоци на неспособната и негрижата на пожарната која пристигна со празна цистерна, без кислородни боци, без соодветна опрема, неподготвени да ги спасат нашите деца во најстрашниот момент. Уште поголема е болката од недоволната грижа на докторите, од директорот и од болницата во Кочани, единствена болница со проширена дејност во нашиот град. Наместо доволно кислород, ни доволен персонал да се погрижат соодветно навреме да пружат помош на сите повредени. Болницата требаше да биде подготвена, а наместо тоа нашите деца не ја добија помошта што им беше најпотребна. Ние како родители која живееме оваа неизмерна загуба секој ден, сега апелираме до надлежните институции, до Комисијата за казнување на полицијата, до јавните обвинители, до здравствените власти да постапат побрзо. Сите докази веќе им се во раце. Снимките, нашите сведоштва, се што видовме со своји очи таа кобна вечер. Зошто се уште нема одговорност? До кога ќе чекаме? Одговор од ОЈО-ГОК. Тие имаат толку докази од сведоци, од нас директно како сведоци во таа кобна ноќ и од камерите за видеонадзор. Доказите кои водат до одговорност на Министерството за внатрешни работи и институции, кои требаше да се грижат за јавниот ред и мир и безбедноста. Институцијата која е одговорна за смртта за нашите деца. Бараме одговорност од полицијата и обезбедувањето што не постапија навреме, бараме одговорност од пожарникарите што не беа подготвени, бараме одговорност од директорот и лекарите во болницата во Кочани кои со својата негрижа и недостаток од основни средства за работа, боци со кислород, придонесоа за загуба за нашите деца. Нашите ангели заслужуваат правда, сите ние заслужуваме вистина и нема да престанеме да се бориме се додека одговорните не ја поднесат одговорноста за оваа трагедија. Нема да молчиме, нема да заборавиме додека дишиме, ќе се бориме за нашите деца. Затоа ве молиме, побрзете со постапките, слушнете го нашиот глас, слушнете ја нашата болка, за ова да не остане уште една трагедија затворена во архивите на неправдата. Нашите ангели заслужуваат повеќе од оваа. Секогаш ќе ги сакаме и секогаш ќе се бориме за нив.